Во Република Македонија има еден епицентар каде што се отвараат сите временски порти. Во 518 година пред нашата ера, пред 2527 години, се роди свет со 5 букви и безброј изрази. Беше и остана. Стоби. Секој наверник што стигнал во Стоби, останал маѓепсан како да влегува во димензија поголема од животот, посилна од безвременоста што притајана чека да се разбуди со секој од нас. Стоби е татнеш низ вековите. Секој намерник што ќе дојде во Стоби ќе биде опиен од Дионис, ранет во Антигона, воскитен во Листрата. Во Стоби ќе му се случи нешто во се што сака да биде. Стоби има нешто чудна инспиративна моќ. Има нешто што дрма силно. Стоби е мајгија која постојано те прогонува, на која секогаш и се навраќаш. Стоби е создаден да живее со векови на устието меѓу река Црна и река Вардар, каде што и денес преку современата патна мрежа е поврзан со областите на преден Дунав, со средоземните земји, како и за време од античкиот период, каде што како во тоа време, така и денес се движат културните влијанија од југ кон север и обратно. Стобис, ветус, урбус, како што го нарече римскиот историчар Ливиј, е создаден да живее со векови како најголем град во северниот дел на римската провинција Македонија и главен град на римската провинција Македонија Секунда, како важен урбан, воен, административен и религиозен центар на две големи империи, римската и раната византиска, сместен во срцето на Македонија, на раскрсницата меѓу Егејскиот свет и Централниот Балкан, каде што во текот на целиот период на своето постоење е место каде културните достигнувања на древниот свет се собираат на уникатен начин. Стоби е создаден да живее со векови затоа што е изграден нешто пред владеењето на македонскиот крал Филип V на 160 км северно од Солун на главниот пат Вија Игнација. Дека Стоби е создаден да живее со векови говорат бројните историски, литерарни документи и археолошки наоди од темелното истражување направено во областа каде што постои комплетна урбана слика на античко Стоби. Ова слика на неговата архитектонска структура и организација на живот зборува за високо развиено урбано општество со високо ниво на културен развој. Со оглед на овие факти и според некои дополнителни извори, почетоците на античкиот град Стоби биле многу порано. Со истражувањата под неколкуте градби во централното подрачје на подоцнежниот град, констатирани се слоеви од 3-тиот и 2-тиот век пред нашата ера, а пронајдени се бронзени предмети од класичниот и архајскиот период, како и поединечни керамички предмети од неолитскиот период. Се претпоставува дека градот бил основан во 359 година пред нашата ера.
Во 168 година пред нашата ера, со победата на римјаните над македонскиот крал Персеј, кога Македонија е поделена на 4 области, тогаш Стоби станува центар на трговија на третата област. Во 148 година пред нашата ера, Македонија станува римска провинција. За време на владењето на римскиот император Август, од 31-та до 14-та година пред нашата ера, градот се шири на запад и југ, зашто сведочат 5 гробови од западната некропола од времето на Август. Ширењето на градот се поврзува и со подигнувањето на статусот на градот во ранг на муниципиум во 69-та година од нашата ера, кога почнуваат да се коваат монети со надпис Municipиум Stubericium. Во текот на раниот и средниот римски период, градот Стоби цутел, на што укажуваат повеќето градби, надписи на споменици. Како значајни градби и истакнати споменици од римскиот град се театарот, изграден кон крајот на вториот и почетокот на третиот век од нашата ера, граден според прописи на доцна античките градби, Северната базилика која датира од 5 и 6 век, цивилната базилика која се наоѓа наспроти Северната базилика, Малата бања која се наоѓа меѓу цивилната и Северната базилика, синагогата која е од 4 век, подигната врз темели на постар објект од 3 век, за која се претпоставува дека бил изграден од Тибериус Клаудиус Полихармус, Централната базилика, која е ранохристијанската базилика, која е со тробродна диспозиција, во која се влегува од градската улица Вија Принципиалис, подигната на крајот од 4 или почетокот на 5 век, Римскиот форум, која е монументална градба од јавен карактер, што ги надминувала провинцијалните рамки, објект достоен само за град со ранг на муниципиум, како што бил Стоби, каде што според културните слоеви градбата функционирала во 2 и 3 век, иако постојат индици дека незината изградба била кон крајот на 1 век, за да во 3 век згаснува неговото функционирање, веројатно по наездата на готите, кога бил вандалски уништен, зашто говори на силното кршење на статуите и опожарувањето на објектот, куќата на псалмите, која се наоѓа јужно од Централната базилика, синагогата, градската улица Вија Аксија, која била една од главните улици во Стоби, која се протега со правец исток-запад кон градската чешма, која се наоѓа на западната страна на малиот плоштад, што го формираат градските улици Вија Аксија и Вија Принципиалис Инфериор, каде што градската улица Вија Принципиалис Инфериор се протега со правец север-југ, во правец кон Северната базилика, градската чешма, потоа покрај Партенеисовата куќа, Теодосијанската палата и куќата на псалмите. Дека Стоби е создаден да живее со векови говорат и остатоците од Перистерината куќа, која е градежен комплекс кој ги зафаќа јужниот дел од комплексот Стоби, каде што се наоѓале престориите за живење на Перистерината фамилија, која имала голем двор под отворено небо, со големи фонтани кои се наоѓале на западната страна од овој градежен комплекс и со простории на запад кои биле користени за дуќани, додека пак просториите од источната страна служеле за магазини.
Дека Стоби е создаден да живее со векови, говорат и остатоците од градската улица Вија Теодосија, која е паралелна со Вија Аксија, која ги одделува Пелистрелината улица и Теодосијанската палата и била поплочена со облутаци со камени плочи. Дека Стоби е создаден да живее со векови, говорат и остатоците од Теодосијанската палата, која се наоѓа источно од градската улица Вија Теодосија и е една од најлуксузните досега откриени куќи во Стоби, во која се претпоставува дека престојувал императорот Теодоси I при неговата посета на Стоби во 388 година, а објектот бил во употреба во текот на целиот 5 век. Куќата на Партени, која е јужно од Теодосијавата палата, со која има заеднички ѕидови и потекнува од исто време како и првата, која била изградена во форма на латинската буква L, слична по концепција на градење со претходната палата, но помала и поскромно изградена и украсена, исто така говори дека античкиот град Стоби е создаден да живее со векови. Дека Стоби представува еден епицентар, каде што се отвораат сите временски порти, говори комплексот од градби кои биле меѓусебно поврзани, што представувале резиденции и мали дуќани, изградени врз постари градби, каде што во 5 век била работилницата за бојадисување и валање на ткаенини. Животот на овој комплекс почнува од 1 век и трае се до почетокот на 6 век. Дека пред 2527 години во Македонија се роди свет со 5 букви, кој беше и остана, а тоа е Стоби, говори градската улица Вија Принципиалис Инфериор, која започнува од куќата на Пелистреја, поминувала покрај Теодосијанската палата, па до комплексот Помус Фулоника, скршнувајќи кон запад, каде што била украсена со многобројни колонади. Епископската резиденција, која се наоѓа северно од Епископската базилика, која во 4 век служила како христијански ораториум, а во 5 век била претворена во епископска резиденција, и полукружниот плоштад, кој се наоѓа северно од Епископската базилика, каде што се претпоставува дека бил подигнат кон крајот на 4 и почетокот на 5 век, обкружен со колонада, со база за голем споменик во неговиот средишен дел. Исто така говорат дека Стобис, Ветус, Урбус, како што го нарече римскиот историчар Ливиј, е создаден да живее со векови како најголем град во северниот дел на римската провинција Македонија и главен град на римската провинција Македонија Секунда. Остатоците од Епископската базилика, која е ранохристијанска базилика со тробродна диспозиција, позната како базилика на епископот Филип, крстилницата,
koje se naoѓа јужно од оваа базилика, коцкарницата која се наоѓа северно од театарот, каде што во неја се влегувало од западната страна, од градската улица Вија Принципијалус Инфериор, и исто така говорат дека Стоби представува важен, урбан, воен, административен, трговски и религиозен центар на двете големи империи, римската и раната Византија, сместен во срцето на Македонија, на раскрсницата меѓу Егејскиот свет и Централниот Балкан, каде што во текот на целиот период на своето постоење е место каде културните достигнувања на древниот свет се собираат на уникатен начин. Дека Стоби представува важен урбан, воен, административен, трговски и религиозен центар на двете големи империи, римската и раната византиска, сместен во срцето на Македонија, на раскрсницата меѓу Егејскиот свет и Централниот Балкан, каде што во текот на целиот период на своето постоење е место каде културните достигнувања на древниот свет се собираат на уникатен начин, говорат и натрешниот градски бедем, кој е еден од многуте антички гради во Стоби, каде што и денес остатоците од овој бедем се уште се видливи. Бедемот е широк 2 метри, а зачуван е во длабочина од 3 до 5 метри, подигнат во 3 век или нешто порано, а престанал да се користи кон крајот на 4 век или првата половина на 5 век, како и источниот градски бедем, кој може да се следи по целиот периметар на локалитетот, кој окружува простор со неправилна форма во ширина од 400 метри во правец исток-запад и должина од 450 метри во правец север-југ, изграден од груб делкан камен и секундарно употребени блокови поврзани со малтер со дебелината на зидовите од 2 до 3 метри, Гробјанската базилика која е тробродна со двојна апсида со нартекст и базиликата во Паликура која се наоѓа на 2 километри јужно од Порта Хераклеја. Во текот на римскиот период, Стоби бил епископско средиште уште од 325 година, а за тоа говорат и античките извори кои известуваат за неколку христијански свештеници од Стоби кои учествуваат на екуменски собери и тоа. Епископот Буди, кој бил Никејски концил во 325 година, епископот Евстасий, епископот Никола, кој учествувал на 4-тиот екуменски концил во Халкедон во 451 година, епископот Фока, кој бил учесник на 5-тиот екуменски концил во Цариград во 553 година, епископот Јован, како учесник на 6-тиот екуменски концил во Цариград во 681 година, како и неговиот наследник епископот Маргарит, кој учествувал на црковниот собир во истиот град во 692 година, и епископот Филип, обновителот на големата епископска базилика во Стоби околу 500 година. Во текот на 4-тиот и 5-тиот век биле подигнати повеќе импозантни цркви, како по својата големина, така и по својата внатрешна декорација, со богато архитектонско украсување, мозаици, фреско, живопис и структура. Во Стоби постоела и еврејска заедница од 3-тиот век, кога Полихрамос ја подигнал синагогата, која била уништена при крајот на 4-тиот век,
и над неја е подигната ранохристијанска базилика, што се случило за време на посетата на императорот Теодоси I во Стоби 388 година, кога издава 2 едикта за забрана на евреите. Дека Стоби е создаден да живее со векови, говорат и најдените монети, како што се монетите од времето на императорот Веспезијан и монети од времето на императорите на Тит и Домицијан, на Трајан, на Марко Аурелиј и Септимиј Север. Во Стоби се забележани голем број на културни представи на божества, како што се Аполон и Артемида, Асклепий, Дионис, Немеза, Зевс, Тихе, Афродита, Хигија, Тесвор и други. Исто така откриени се и многобројни примери на архитектонска камена пластика од раноримските храмови. За жал, археолошките ископувања се уште го немаат откриено ликот на раноримскиот град и денес немаме репрезентативни сочувани објекти од тоа време, со исклучок на 2-3 градби, меѓу кои се истакнува театарот. И Стоби, исто како и Скупи, со уште неколку наши антички градови, не бил заобиколен од варварските пробиви во 3 век. Обновениот доцноантички град во 5 век настрадал од хунските походи на Атила, а потоа и во походот на остроготите со водачот Теодорих во 479 година. Христијанската заедница го ревитализирала градот на крајот од 5 век и животот течел натаму. Исто така, големите аварословенски напади во 6 век не го одбегнуваат ниту Стоби, кои придонеле за уништувањето на градот. Посебно тоа се случува за време на владеењето на императорот Јустинијан II. Познато е дека Македонија е земја која изобилува со природни убавини, но исто така е земја која изобилува со историја. Локалитетите кои ја раскажуваат историјата се наоѓаат на целата земја и доколку не сте биле никогаш, вреди да посетите некој од нив, како што е и античкиот град Стоби, кој со својот урбан дел
se naoѓа на 3 тераси, што се спуштаат кон Црна река, обкружени со ѕидови на устието меѓу Црна и Вардар и е со површина од 1600 квадратни метри, каде што низ времето што одминало, а и денес поминувале и ќе поминуваат и натаму ќе ги поврзуваат областите не само од Балканскиот полуостров, туку и од Средоземноморието.